Vrba mi izniknala. Во 1948 година се случило најстрашното протарување на македонскиот народ од Егејска Македонија. Запалени куќи, малтретирани мажи, жени и деца, опустошени села. Непризнаени и оспорувани како народ, како човечки битија, македонците биле приморани да ги напуштат своите родни огништа, без да имаат цел и правец на движење. Масовно се иселиле, одејќи голи и боси. За овој македонски народ пристигнувала и помош, па така народот се групирал и заедно се упатувале кон некоја друга држава или град. Но не се ретки случаевите каде групирањата се правеле само од мажи, само од жени и деца или само од деца, ветувајќи дека децата ќе бидат добро згрижени. Многу семејства биле разделени, без шанса за некогаш повторно да се обединат. За маките кои ги проживеал македонскиот народ, има многу песни кои ги опеваат преживеаните настани. За нив пееле женските вокални состави кои во својот репертоар имале песни од Егејска Македонија. Бапчорки, костурчанки, воденки, мегленки. Марија Димкова е жената која била дел од составот Воденки Мегленки. Таа на мелодија од постоечка народна песна има напишано автобиографски текст, посветен на незиниот брат. За време на екзодусот, тие двајцата биле разделени, додека биле мали деца. Кога после долги години се сретнале, не се познале веднаш, иако разговарале. Кога оваа песна била отпеана и снимена од женската вокална група Воденки Мегленки, од народот била веднаш прифатена, бидејќи многу судбини се пронајдени во незините зборови. Врба ми изникнала. Врба ми изникнала во Солунско поле. Во Солунско поле, поле широко. Жилите му беа дури до Воденско. На вршката има шарено пиле. На вршката има шарено пиле. Пилето ми пее многу жаловито. Ка ми се сретнале брат и сестра. Брат и сестра не ми се познале.